Ви благодарам, председателе, почитувано председателство на Националниот совет на Комисијата за европски прашања, почитуван министар за европски прашања, амбасадорот на Кипар, Ваша екселенција, ценети колеги и колишки пратеници, ценети членови на Националниот совет, граѓански сектор кој што го гледам присутен тука и ценети медиуми. И од моја страна дозволете да ви посакам добри дојден оваа заедничка сесија на Националниот совет и Комисијата за европски прашања и ќе се обидам да бидам пократка во однос на моите претходни колеги. Чинам дека се изнесоа доста информации, може и потребно е појасно да се адресираат и пократка. Во однос на политичката зрелост или политичката култура, нема да навлегувам многу и минатиот пат го адресирав ова прашање. Чинам дека овие сесии добро е да конечно ги надминеме дневно политичките агенди и конечно да го адресираме прашањето за тоа што често пати ги свекуваме овие сесии, а овој пат е тоа председателството, приоритетите на председателството на Кипар. Во таа насока на амбасадорот ќе му посакам многу успешно председателство. Реално приоритетите во дел имаат континуитет, но секако овој пат посебно се нагласени во делот на безбедноста и буџетската политика. Во однос на загриженоста која што е слушнавме тука и во тој спектар на информации кои што се изнесоа, чинам дека е важно да потенцираме неколку работи. А тоа е дека македонската, односно надворешната политика на земјата почива на три постулати. И тоа е целосно согласеност на надворешната и безбедносна политика со Европската унија, која што јасно е потврдена во секој извештај на Европската комисија, вклучително и последниот. И тука не би требало да има двоумици, ниту пак било какви злоупотреби во таа насока, заради тоа што и ние како носители на јавни функции на крај го креираме и јавното мислење. Вториот постулат е, поручам, нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и третиот постулат е, поручам, активна членка на НАТО. Се разбира во целиот овој спектар останува она што е континуитет во делот на европската интеграција, тоа е полноправно членство на земјата во европското семејство. Но чинам дека денеска повеќе од било кога нас не е потребно повеќе акција отколку реторика. Колегата Милошовски веќе го адресираше ова прашање, додека ние овдека преседаваме со Националниот совет за европски интеграција и со Комисијата за европски прашања. Транспортерите денеска испраќаат порака токму до европските партнери, но и до нивните компании кои што имаат седиште во Европската унија, дека впрочем се соочуваат со еден многу посериозен, би рекла, малку повеќе од бирократски проблем, кој што ќе влијае не само тука дома или на земјите од Западен Балкан, но реално ќе влијае и во Европската унија и повеќе од било кога може помалку реторика, повеќе акција и помалку бирократија, но повеќе решенија на нас ни е потребно. Затоа во таа насока јас се приклучувам кон апелот и кон она што и амбасадорот го потенцираше во делот на приоритетите. Чинам дека е особено значајно да се адресира ова прашање, но не во тоа 6-месечно преседавање, туку би рекла, ако не за денес, туку за вчера и обратно, како милувате, меѓутоа нас не е потребна веднаш акција за оваа политика, заради тоа што не засега сите, токму лицата кои што протестираат, односно транспортерите, тие не се соочуваат само со потреба од надминување на бирократските проблеми, тука не инволвира секој еден од нас, ја инволвира економијата, инволвираат семејства и така натака, и ние мораме малца да се износиме многу повеќе или да се издигнеме од оваа ситуација на дневно политички реплицирања. На крај, како што и председателството со Европската унија, односно триото, има континуитет и ние во делот на реформската агенда и како парламентарно мнозинство, но и како представници на владата и ве слушнавме, се обидуваме апсолутно да имаме континуитет и да ги адресираме обврските кои што ги превзимавме со реформската агенда. Се разбира, реформите во судството, борбата со корупцијата,
таа транзиција енергетска и зелена, реформите во јавната администрација, управувањето со јавните финанси. Чинам дека ова обврска е доследно превземена од нас, но бари поширок национален консензус, заради тоа што и во минатото, добро е денеска да се подсетиме, дека секогаш велевме дека европската агенда е национален проект и дека тука треба еден поголем консензус. На крај уште еднаш ви благодарам за присуството и амбасадоре ви посакувам многу успех.